Вашингтон, ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash, а јас сум Лилица Китановска. Американскиот секретар за одбрана вели дека администрацијата на Обама се надева дека Иран наскоро ќе одговори на поканата за разговори по нивната нуклеарна програма. Со ова го започнуваме блокот вести за денеска. Вашингтон се надева дека Иран навремено ќе одговори на дипломатската понуда за разговори за својата нуклеарна програма уште пред почетокот на Генералното собрание на Обединетите нации во септември, рече американскиот секретар за одбрана Роберт Гейтс. Тој ова го кажа во Израел, каде со државниот врв на земјата разговара за иранските нуклеарни амбиции. Посредбата со Гейтс, израелскиот министер за одбрана Ехуд Барак рече дека за Израел сите опции се на масата, со тоа укажувајќи дека како можност останува ермискиот напад. Па сепак Барак рече дека во моментов треба да се даде приоритет на дипломатијата. Гейтс во Израел ќе се сретне и со израелскиот премиер Бенџамин Нетањаху. Американскиот пратеник за Блискиот Исток Џорџ Мичел пак се сретна со Барак во неделата, а во вторник со Нетањаху. Гейтс и Мичел се на одвоени посети на Блискиот Исток во рамки на американскиот притисок за постигнување на мир во регионот. Мичел во неделата ја посети и Сирија, каде кажа дека председателот Барак Обама е определен да помогне за сеопфатен мир меѓу Израел и сите негови арапски соседи. За американскиот дипломат, обновувањето на мировните преговори меѓу Сирија и Израел е блискорочна цел. Сирија ги прекина преговорите откако Израел започна армиска офанзива против палестинската милитантна група Хамас минатиот декември. А од другите вести, афганистанската влада вели дека државата постигнала прв договор за примирие на локално ниво со талибанските бунтовници. Примирието, според портпарол на председателот Хамид Карзаи, е постигнато во северозападната провинција Бадгес во саботата во обид да се подобри безбедноста пред председателските избори закажани за следниот месец. Според договорот, Талибан ќе дозволи изборни кандидати да отворат канцеларии во покрајината и ветил дека нема да ги напаѓа, а владата се надева да постигне слични договори во други делови на земјата. Кинески и американски представници денес започнаа дводневни разговори во Вашингтон, чија цел е продлабочување на соработката во областа на економијата, животната средина и безбедноста. Американскиот државен секретар Хилари Клинтон и секретарот за финансии Тимоти Гајтнер ја предводат американската делегација на овие разговори, што треба да станат годишна традиција за стратешки и економски диалог со Кина. Пекинг ги испрати 150 представници, што е најголема кинеска делегација воопшто испратена во САД. Председателот Барак Обама ги отвори разговорите. САД сакаат Кина помалку да се потпре на извоз, а повеќе на развивање на домашниот пазар, за да го поттигне својот економски развој. А во исто време, американските представници ќе нагласат дека со опоравувањето, американската економија нема да биде водена со купување на добра од странство. Председателот на американските федерални резерви вели дека верува оти американската економија ќе се врати на силен растеж за неколку години. Но краткорочно, Бен Бернанке вели дека сегашната стапка на растеж не е доволна да ја намали безработицата. Бернанке зборуваше синоќа на градски собир во Канзас Сити, Мизури, за програма пренесувана на јавната телевизиска мрежа PBS. Бернанке исто така предвидува мала инфлација за наредните 2 години. Францускиот председател Николас Саркози ја напушти војната болница во Париз, каде беше примен вчера, откако колабира по 45 минути трчање околу Версајскиот дворец. Од неговата канцеларија дојде известување дека невролошките тестови биле нормални, со тоа што имало мал проблем со нервот што го контролира биењето на срцето. Инцидентот се случил заради премногу вежбање на топло време, вели соопштението. Инаку 54 годишниот Саркози е джогер и велосипедист, и неговиот општ преглед на здравието од минатиот месец покажал дека крвта и срцето се во ред. Американските знамења денес се наполовина копија на владините згради во чест на ветераните на Корејската војна. Председателот Обама го прогласи 27 јули за национален празник. Корејската војна заврши на 27 јули 1953 година по 3 години борби меѓу Северна и Јужна Кореја и нивните сојузници. На тој ден завојуваните страни потпишаа примирие во пограничниот град Панмунџом. Над 600.000 американски други војници загинаа во оваа војна, а посебно американци 33.000. Светската здравствена организација зборува за гојазноста како глобална појава, а ние во следниот прилог ќе зборуваме како да се спречи гојазноста.
Ова се просперитетни времења за индустријата за фитнес и диети. Луѓето во светот трошат повеќе од 360 милиарди долари за таблети за слабење, храна и програми за истата цел. Глобалниот пазар за справување со прекомерната тежина се проценува дека ќе достигне 586 милиарди долари до 2014 година. Но и покрај сето тоа, американците се подебели. Официјални податоци се дека 2/3 од американците се или гојазни или имаат вишок килограми. Доктор Ен Шокито од Центарот за превенција на болести вели: Гојазноста е скриена епидемија. Изненадувачки е што за последнава деценија американци се повеќе добиваат во тежина, вклучувајќи и морбидна дебелина во екстремни случаи. Препораката за физичка активност и здрава исхрана останува. Некои луѓе одат дотаму што прават операција за намалување на стомакот, така што не може во него да собере многу храна. Но научниците на универзитетите на Индиана и Синсинати нудат уште едно, помалку драстично решение. Лек што е комбинација од два природни хормона кои ги сузбиваат апетитот и го зголемуваат метаболизмот и кој покажал добри резултати на глувци и стаорци. Професорот од Индиана Ричард Димарки објаснува: Ова се глувци и стаорци кои имаат тежина двојно поголема од нормалната. Со една инекција од лекот се намалува телесната тежина на глодарите за 25%. Целта е, вели професорот, да се најде терапија која ефикасно ќе делува на намалување на телесната тежина и истовремено ќе го лекува и диабетесот. Лекот допрва треба да се тестира на луѓето. А утре во Newsflash ке зборуваме за стара железничка линија во Њујорк што е повторно во употреба, но веќе не пренесува живина како некогаш, тука е ставена во функција на стимулирање на економскиот развој. Како? Гледајте на утре. Го гледавте Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Повеќе информации секогаш ке најдете на нашата веб страница glasnaamerika.com. И одјавата ја завршуваме со резултатите од анкетата на нашата веб страница, дали со либерализацијата на визниот режим повеќе ке патувате во зимите на Европската Унија. Интересно е што повеќе од половината од одговорите беа не. Тоа беше се за оваа емисија. До гледање до утре.